Се враќаме во студиото. Грената сезона е почната, следуваат ладни студени денови. Треба внимателно да ракуваме со грените тела со цел да спречиме евентуална појава на пожари или да се заштитиме од опасноста од пожари. Кристина Талеска Големтеова ова утро е на линк со Владимир Симоновски, командантот на противпожарната бригада на град Скопје, и ќе зборуваат на оваа тема. Кристина, добро утро, дали ме слушаш? Добро утро, Бранко. Те слушам секако. Добро утро до тебе, Суза и Бранко, до сите колеги кои што реализираат денешната емисија и се разбира до нашите гледачи. Како што спомена, грејната сезона започна, имаме малку пониски температури вообичаени за овој период од годината. Со почетокот на грејната сезона почнуваат и ризиците од избавнување на пожари. Човечкото невнимание, стари дотрајани електрични инсталации, неисправни печки, неисчистени оџаци се најчистите причини за пожари во колективните и индивидуални домувања, во насока на превенција и заштита не само на здравието, туку и на имотот. Разговараме со нашиот соговорник. Велам добро утро за Владимир Симоновски, командант на противпожарната бригада на град Скопје. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор. Добро утро. Ајде да почнеме со нека основна статистика во однос на работата изминативе денови. Имате ли зголемен број на интервенции? Па во овој период интервенциите малку се намалени во однос на урбани средини на отворен простор. На отворен простор овој период ги нема затоа што имаме влажно време и времето ни дозволува да бидеме по-ослободени во тој период, во тој однос, но сепак интервенции постојат секогаш. Не дека сме изоставени или дека немаме воопшто работа, има интервенции, али намален е бројот за разлика од летниот период и од периодот кога може да се случи дека во текот на денот имат и по 14 и по 15 интервенции. Можеме да го кажеме као споредба и август месец, кога во еден ден имавме 22 интервенции, кај што интервениравме. Сега тој број не е толку голем, има 2 до 3 интервенции во текот на денот. За нас е тоа намалување на бројка. Јас се надевам дека трендот ќе продолжи и така, но во однос на ангажманот и ако споредиме минатите години во овој период од годината, кои се најчистите причини за избавнување на пожари во овој есенско-зимски преоден период? Па повеќето во овој период можеме да кажеме дека загревањето на стамбените објекти и на деловните објекти пред се затоа што не се употребени повеќе од 5 или 6 месеци, оние кои што се на топлинска енергија на парно е малце по-лесна ситуација, но сепак на догревање со климатизација и со климите се дел на опасноста која што може да ја предизвика. Зашто знаете како човечкиот принцип е на работа дека оставиме климата да биде потопло и може да заминете да оставите климата не размислувајќи се дека може климата да предизвика несакана ситуација. Исто и со оџаците кои што треба, со апелите кои што ги имавме ние во последниве неколку години и акцијата за чистење на оџаци преку градот Скопје и со субвенционирањето од градот Скопје, кој што градот Скопје го имаше во последниве 3-4 години, се намалија бројот на пожари кои што се причинители оџаците. Од аспект што апелите кои што ги дававме вака пред секоја грејна сезона или после грејна сезона дека 2 пати во годината регуларно да се исчистат оџаците, совеста малце проработе кај некои луѓе, кај некои граѓани. Секторот за животна средина при град Скопје ги води тие евиденции и статистики колку има зголемен бројот на чистени оџаци на територија на град Скопје, али кога ги добиеме како резултати, ги добиваме секогаш со поголем број. Дека е доволна само една искра да предизвика голема катастрофа, тоа го знаеме, но во насока на превенција. Кои се оние мерки на претпазливост кои што е добро да ги знаат и преземат граѓаните во овој период од годината? Па, видете, секогаш е многу битно да не се оптеретуваат продолжните кабли и инсталациите кои што се поготово во старите објекти. Знаеме и со економската ситуација на повеќе од 60-70% на граѓани во државата дека секој ради економска ситуација пробува да помине поевтино или се купуваат несоодветни продолжни кабли кои што се оптеретуваат дали со грејни тела како кварцни грелки или сосема грејни тела кои што предизвикуваат поголема волтажа на струја, а оптеретувањето е поголемо и може да дојде до само запалување или
греалките ги ставаме во некои простори кај што можно да има поголема материја која што гори и побрзо запалива материја. Имаме такви случаеви, се случувало во такви станови, не ги обвинуваме женските, да речеме, девојките, затоа што сите знаеме дека во овој период сушарите ги користат повеќе дома, до нив кварцна грелка за побрзо да се суши, тоа е опасност која што предизвикува многу брзо ширење на пожарот и доаѓање до катастрофални последици. Споменавте дека е добро што во овој период од годината и нема толку интервенции, но добро е да знаеме дека сте подготвени во случај на пожар. Каква е екипираноста и во однос на техничка опрема и во однос на пожарникари? Па видите, ние секогаш сме биле отворени, секогаш сме го кажувале тоа дека недостатокот на кадарот и недостатокот на пожарникари го имаме континуирано со текот на годините кои што поминали, кои што идат. Значи, апелите кои што ги даваме и до градот Скопје и до централната власт дека пожарникарите на цела територија, сакам да кажам сега, дека сите противпожарни единици се со помал број од тој што треба да имат. Ретки се тие кои што имаат доволен број, али тоа се све умал. Да, како за пример можеме да кажеме Скопје, ние сме сега моментално со 178 извршители или пожарникари. Според закон треба да бидеме 380, значи тоа е негде околу 47%, исполнетост на на бригадата. Околу опремата е секогаш недостаток за било каква интервенција. Дали станувало збор за ПП опрема или за опрема која што ја употребуваме или за технички интервенции, за малце се до опремивме во последни неколку години, но сепак за вакви ситуации, за ваква служба и за ваква бригада и за овој развој на градот Скопје секогаш ќе недостасува. Впрочем, и летните пожари покажаа колку треба да се инвестира и во техничка опрема и во број на пожарникари. Па видете, тоа е, знаете како, тоа е исто како да имате администрација која што нема соодветна работа за да ви издаде потврдата. Дали станувало збор за компјутер или за ваквото, истото и кај нас. Значи, ние ако немаме соодветна опрема која што треба да се употреби за гасење на пожар, ја немаме и не може да се изреализира такво, да се направи тоа. Ако гледаме во делот на Скопје малце поопремено, малце повеќе поопремено за разлика од другите единици, но сепак знаете како мора сите да бидат соодветно опремени до одреден капацитет на исполнетост на бригадата. Една информација која што сакам да ја споделам со нашите гледачи, која што ме израдува и ми ја кажавте пред почетокот на разговорот, дека расте бројот и на жени пожарникари. Да, моментално имаме две девојки кои што работат во бригадата. Билјана е со поголем стаж, Менка е тука веќе 3 години со нас на новиот конкурс кој што го имаме отворено, кој што поради локалните избори беше во мирување. Имаме 3 кандидатки кои што се пријавени за конкурсот за пожарникари, така да немаме двоење ова е машка работа или е женска, значи Билјана и Менка си ги обавуваат работите исто соодветно како сите други колеги кои што ги имаат. Во однос на интервенциите и статистиката од изминативе години, кога е поголем бројот на интервенциите, во лето или зима? Ако земеме последните години, летниот период, во 2019 имавме интервенции во текот на целата година. Значи немаше отстапки, имавме период од март до јуни месец кај што имаше зголемен број во првите третини, па имавме после август и дојдовме до бројка од 1957 интервенции во текот на 2019. Во 2020 година имавме помалку интервенции поради забраните за движење во шуми и ковид протоколите кои што беа на сила, продолжените викенди кои што беа затворени, за движење и за шетање според полицискиот час, и све мислам дека оваа година малце периодот од август до септември беше оптеретен. Кога јас бев дете, се сеќавам, наставниците инсистираа 3 телефонски броеви да знаеме наизуст, како велат дури да ве разбудиме од сон. 193 е еден од броевите кои што секогаш треба да го знаеме во случај на пожар. Во случајов е она што мене ме интересира. Што прво ви паѓа вам на памет кога ќе ви се јават за интервенција?
Па видете, прво, ако станува збор за урбана средина, прво станува збор, првото размислување што гори, колку е офатено и дали има животи за спасување, дали има материјално поголеми оштетувања или последици, така да моментот на тоа веќе почнуваш да не размислуваш на ништо друго, освен на тоа како да стигнете побрзо до местото, како побрзо да изолирате тоа што треба да се изолира или како треба побрзо да интервенирате. На што секако треба да се посвети внимание е едукација на граѓаните како да се однесуваат во случај на пожар. Па за нас ние секогаш со тие кампањи кои што ги имаме заедно и со превентивниот дел на Министерството за внатрешни работи, кои што ги вршиме секоја година, дали било на парк шума водно, на средно водно, за превенција на заштита на шумски пожари, за сообраќајни решенија кои што се во градов, заедно со ГИС имаме подпишано договор за тој зелен бран кој што треба да се активира во моментот кога што се движиме по улиците. Тие се координација кој што го работи командно-оперативниот центар во бригадата или бројот 193, заедно со ГИС системот на градот Скопје и сообраќајот ни е најголем проблем. Делот на урбаниот дел кај што се пооптеретени градбите, збориме тесниот простор за влегување, тука ни предизвикува проблем и се надевам дека ќе стигнуваат апелите до граѓаните за да во моментите кога треба да интервенираме бидат малце поприсебни. Благодарам за разговорот. Како што споменав уште на почетокот, се надевам ќе продолжи трендот на мирна есен. Тоа значи дека и ние ги превземаме сите неопходни мерки за заштита на своето и здравието на оние кои ни знаат. Па видите, ние сме 24/7 на работа, значи бригадата не престанала со работа во ниеден период. Тоа било исто и во периодот кога беше ковид ситуацијата. Ние си ги обавувавме работните задачи, работните уврски секојдневно како што и сега. Дежурствата си постојат, бригадата работи во секој момент, така да може да бидат граѓаните мирни и спокојни во смисла на тоа дека пожарна е тука секогаш за нив. Благодарам за разговорот. Бранко, секако да остануваме и ние да потврдиме од она што го видовме впрочем и на терен, дека противпожарната бригада е подготвена за интервенција. Ние се надеваме дека нема да има голем број на интервенции. Тоа впрочем значи дека ние граѓаните се однесуваме одговорно. Има ли прашања? Исцрпен беше овој линк. Кристина Талеска Големтева и Владимир Симоновски, командантот на противпожарната бригада на град Скопје и се разбира Јован Лесански зад камерата. Ви благодариме што ова утро бевте со нас и со гледачите на македонската телевизија. Ве чекаме во редакција. Ние продолжуваме понатаму, наред е културниот информатор, информациите од културата пред следниот разговор тука во студиото на емисијата Македонија на утро.